тешки заради тоа се овие амандмани, заради тоа што е вочлива разликата и граѓаниве си кажуваат. И за таа тема тука ќе завршиме, а ќе ви го повторувам и во останатите амандмани, зашто гледам дека имате таква тенденција и сакате да ви се повторува и ќе ви повторувам, не ми е проблем. Еве вака да направиме, да се договориме на очиглед пред целата комисија. Вие велите дека амандманов е добар, така? Ајде вака да направиме. Кажете вие како треба овој амандман да изгледа сега да го поминем и сега да го поминем. Еве мојот не е добар. Кажете вие како треба да изгледа овој амандман и јас ќе се согласам и ќе ги замолам колегите од мојата група да го гласаме овој амандман. Заради тоа што гледам дека се вртиме во круг. Добро, амандманот е добар и за тоа се согласивме. Можеби не е добар детализиран како што јас сум го детализирал. Еве молам, детализирајте го вие, вратете го на оваа комисија и јас ќе ги замолам колегите да го поддржат овој амандман. Сметам дека е коректно. Заради тоа што можеби јас нешто не сум увидел или ги немам информациите кои што ги имате вие и градоначалникот кој што ме повикува на средба, али еве преку нас, преку вие, преку мене, преку Владо Мисајловски, да го преработиме овој амандман како што сакате и вие, да го поминеме сега во овој ребаланс буџет да влезе, да почнеме да работиме и да го средиме тој дел од Ѓорче Петров. Благодарам.